Европската унија и политиката на санкции за недемократски потези. Ова е насловот на темата на неделата на Слободна Европа, во која зборуваме за ефективноста на можните санкции кои Брисел би ги поставил кон земји или политичари, во овој случај Македонија и Унгарија. Во Македонија парламентарното мнозинство на СДСМ не може да состави влада, бидејќи председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов не го дава мандатот, а пратениците на ВМРО ДПМН де факто го блокираат парламентот. Брисел бара да се почитува волјата на гласачите и уставот на Македонија. Аналитичари сметаат дека македонските политичари воопшто не се загрижени од шпекулациите за можни санкции од Европската унија. Поинтензивните пораки на меѓународната заедница за деблокирање на процесите во Македонија наред е тие да размислат за односот кон македонските политичари. Постојат многу механизми, но за санкции веројатно е рано да се зборува, иако не е нереално, вели професор Никола Дујовски од Факултетот за безбедност. Нашите политичари воопшто не обраќаат внимание, особено политичарите од сегашното мнозинство или сегашната влада, воопшто не се загрижени за тоа дека ќе имаат блокирани сметки или нема да им биде дозволена посета на некои европски држави или нема да им биде дозволен прелет на некои држави. Тие не се загрижени за тоа затоа што се тука едноставно немаат каде да одат. Нивната политика нема да ја променат ниту било какви санкции кои што ќе се однесуваат на нив. Ниту еден висок европски функционер јавно не изјавил дека санкции се можни. Политичкиот врв на Европската унија при нивните посети на земјава испраќа пораки политичарите да не се играат со оган, но за санкции не стана збор, барем нејавно. За сега сите предупредувања доаѓаат од извори кои инсистираат на анонимност. Единствено, известувачот на Македонија во Европскиот парламент, Иво Вајгел, во интервју за порталот Нова ТВ, рече дека ако кризата доведе до нестабилност во регионот, тогаш ќе се разговара и за други чекори. Дујовски додава дека во овој период не е добро меѓународната заедница да ја остави државата сама да се справува со кризата, но дека сепак некои работи треба да си ги завршиме и сами. Не може до недоглед да трае конститутивната седница на собранието. Затоа нема да ни помогнат странците, ќе мора СДСМ со нивните коалициони партнери да изнајдат начин кој што може да биде и многу брз и многу едноставен. Само се потребни понекогаш малку поразлични чекори и да му се одговори на сегашното, ајде да речам, парламентарно малцинство на начин на кој што заслужуваат. На протестите во организација на иницијативата за заедничка Македонија можеа да се видат и антиупораки, но при посетата на председателот на Советот на Европската унија Доналд Туск, демонстрантите изразија задоволство од неговите пораки. Туск порача дека решението на кризата е во Македонија и повика на разум. Европската унија се закани и на Унгарија со судски и други акции околу потезите на премиерот Виктор Орбан, за кои се стравува дека се против демократските вредности на Унијата, освен со законот кој е закана за Централно Европскиот универзитет, деновија беше покрената и кампања под името Стоп за Брисел. Огорчена подолго време од она што го гледа како авторитарни тенденции на премиерот Орбан, Европската унија е се позагрижена поради новите унгарски закони за кои страхува дека ги намалуваат слободите и се против правилата за барање азил. Сето тоа кулминира по усвојувањето на законот за образование со кој му се заканува затворање на универзитетот во Будимпешта, основан од американскиот финансиер Џорџ Сорос. Првиот заменик председател на Европската комисија, Франс Тимерманс, на пресконференција одржана откако комесарите расправаа за Унгарија, изјави дека овој универзитет треба да биде заштитен. The recently adopted higher education law is troubling many people in Europe's academic community as well as politicians across Europe and beyond. It is perceived by many as an attempt to close down the Central European University. Според него, Унијата ќе оцени дали новиот закон за образование ги крши европските закони, што може да доведе Унгарија да се најде на суд. Ласло Палковиќ, унгарски секретар за образование, пак вели дека овој закон не е против Централноевропскиот универзитет. The Hungarian authorities do not have any impact on universities which are outside of the European region. That's the reason that we wanted to have a clarified situation. Во Будимпешта почна да се протестира против таа можност. Еден од учесниците, Роберт Ференци, вели: Minden nap történik valami, és minden nap valamilyen módon sérül a demokrácia. Ez időnként felgyorsul, időnként
lanyhul, az utóbbi időben ismét felgyorsult. Én nem tudom, hogy meddig lehet elmenni. Mindig azt gondoltam, hogy ennél tovább már nem lehet, de mindig van újabb és újabb, amikor egyre tovább. Унгарските пратеници наскоро ќе го разгледаат и предлогот на владеачката партија Фидес на премиерот Орбан, со кој ќе се бара од невладините организации кои примаат над $24,000 годишно странство да се регистрираат кај властите. Во меѓувреме, Тимерманс најави дека Европската комисија подготвува официјален одговор и на унгарската кампања Стоп за Брисел. Станува збор за своевиден прашалник испратен до унгарските семејства, кои треба да се изјаснат главно за мигрантската политика, една од главните точки на спорот меѓу Брисел и Будимпешта. Посматрачите велат дека Европската комисија ќе има тешкоти да воведе построги санкции, например суспензија на гласот на Унгарија во Унијата. Најголем противник на тоа е Полска, која исто така е критикувана од Унијата за нејзините потези што водат кон ограничување на слободата во таа земја. Тоа беше се во ово издание на темата на неделата на Слободна Европа, во кое се осврнавме на политиката на санкции од страна на Европската унија за недемократски потези на влади во Унијата и надвор од неа. Следете не на slobodnaevropa.mk и нашите социјални мрежи. До гледање.